царо што немаше челад и му даде дервишо јаболко да му се роди девојче. Чита Александар Станојков. Во некоја држава си бил еден цар безчеладен. Големо желание имал за да има еден син да го остави по него на столу. Мислил, шестал и измислил да оди на некоја страна да бара некој дервиш да го праша заошто немал челад. Така, пресапувајќи царо сам со себе, се спремал едно утро и збогу ми рекол на царштината и на царицата и тргнал да патува за да бара некој дервиш за да се праша. Оди од град на град, од село на село и праша и чини луѓе дали знаат некој човек што да знаит за да направи да роди дете жена штира. Се нашол со еден човек што да му каже на царо кој човек знаел да направи да роди дете жена што не родила ич. Таков човек што да знае пријателе, му рекол човекот на царот, ќе одиш во тие две планиња што се гледаат оспроте, онамо ја. И таму имат еден дервиш, не го прашај го и тој ќе ти кажат. Ама имај се мукаат од планињето, да не изгодиш кога ќе се ставуваат и да те стиснат и да те сплескаат. А пак, кога ќе влегуваш во планињето, да се вардиш од една ламја да не те изеит. Многу му благодарил царот на човекот што му кажал и отишол кај тие две планиња. Седнал до нив за да чека кога ќе се стават да и види и после да влези внатре да го бара дервишот. Од која поседел малце, туку беа се ставиле двете планиња и се оставиле. Едно беа се оставиле планињето и веднаш беше се стрчал и влегол помеѓу нив да го бара дервишот. За късметот од царот, еве ти го дервишот кај си седел до еден камен на припек и се поштал. Едно го видел дервишот царот и му рекол: каде бре човече вака, ти што си одиш без шубе по овие планиње кај што живеат ламјата? Ами знаеш ако те сети по миризбата ќе те напарит парчиња, али не знаеш? Знам, дервиш баба, оти има ламја и ако ме сети може да ми изеит. Арно, ама при живота твоја, јас не се бојам од ламјата. Лели те најдов тебе, ти од ламјата ќе ме одбраниш и за друго што ќе те прашам ќе ми поможиш, чунќи од филјан човек сум пратен до тебе. Еле, кажи да видиме што сакаш да ти поможам, му рекол дервишот на царот. Што си се престрашил од планињето да не те стиснат и да те сплескаат? Лели те најдов тебе сега, дервиш баба, му рекол царот. Без друго ќе ти кажам и лек ќе најдем. Еве што ал имам, дервиш баба. Јас сум цар во филјан земја и кај царувам толку години, арно ама годињето си врват како вода и јас кај старијам и ќе дојди часот да умрам. Арно ама ете, немам челад да оставам на столнината за помене цар да биди. Ете тоа жалам, дервиш баба, и чаре тражам од тебе. Ти се молам сега, ако можеш, поможи ми и радо се ни спратиме. Колку за тоа, ич не бој се, честити царе, му рекол дервишо. Нати го ова јаболко да ја го даиш на царицата, да го изеит и ќе родит дете машко, ако го изеит јаболко од цел. А пак, ако не го изеит, ќе родит женско. Го грабнал јаболкото царот од раката на дервишот и многу му благодарил, да исчекал пак кога се затворила планината и пак се отворила и се излекол. Од село на село, од град на град, си дошол дома и ја го дал јаболкото и спртјадето што му е, го излупила и после си го изела. Лупештите од јаболкото и врлила низ пенџере и паднали у комшиите. Медејќи дворо жената од комшијата тогај и видела лупештите од јаболкото на земи и пресни бидејќи, и мерендисала на нив дека биле многу црвени, да дури алои и многу дебели олупени, изела од земи и си изела, при се што беа паднати на нечисто место. Во истата вечер зачнала царицата
и во истата вечер зачнала комшивката. На 9 месеци родили и двете. Царицата родила женско дете, а комшивката машко. При се што царов сакаше и се надеаше да му роди царицата машко, му се родило женско, чунти царицата не го изеде цело јаболкото. Како што му рече дервишот, вистина така му излегло, чунти лупештите било што се раѓало машко, а долното женско. Не и се, како било поминало, девојчето од царо си растело, така и од комшијата си растело и секи ден двете си играле. Од што многу се милувале, на даскал се двете си оделе. Многу девојчиња царот и царицата му навртувале да ја бидат другачки за надаскал и за играње, арно ама тоа не ќело никое. Скри се од нив и здружи се со детето од комшијата. Не гледаше од што е машко и сиромашко. Од него една ноќ само што се делеше. Колку растеа, толку и милоста му растеше. И кога дојдоа на возраст, ватила царја ќерка да го сака и за момче да си го земи, при се што ја сакаа од најбогати момчиња. Царо и царицата туку седеа и се чудеа на ќерка си, оти толку да се заљуби во тоа сиромашко момче. Бреја учија, бреја корија да се остаи од таа севда, арно ама таа никако не слушала. На тоа згора издумал царот да направи една кула висока и ја затворил тамо ќерка си да не се ставува со момчето. Арно ама таа најде крај и си го кренала момчето со ортом и горе при неа. На неколку пати така направила. Тоа нешто го сеќавало едно друго момче што било од најбогатите во градот и што ја сакала царја ќерка да ја земи и му кажувало на царот. Виде царот и со тоа не можи да ја откини од сиромашкото момче, го зел и го сурдисал во некој друг град да го нема таму. Поминало некое време и поминал пред кулата некој калајџа викајќи «Калаисуа!» Му свикала царја ќерка од озгора на калајџијата да застанит, да го праша од каде е и дали го видел филјан момче. За късмето незин, беше го знаел калајџијата момчето. Напишала една книга царја ќерка и му ја дала на калајџијата да му ја дајт на момчето. Во книгата му пишала како да знае да дојди, оти ќе се фрли од кула удолу и ќе се утепа. Кога ја добил книгата момчето, многу беше плакало и на часо беше тргнало да оди кај царја ќерка, без да се бои оти царот ќе го губи, чуќи така беше му се фалил кога го испратил на Сургун. Едно дошло момчето кај кулата, се виделе очи со царја ќерка и на часо отишло момчето од богатиот кај царо да му каже ти пак дошло момчето од сиромајо. На часо царо пратил луѓе и го загубиле. По некој ден царо ја викнал ќерка си и ја кандисувал да ја мажи за тоа момче. При се што не ќела таа, ја омажил. Свадбата се праела, а царја ќерка избегала од дома и отишла кај гробот љубовникој и паднала згора на гробо, да се убодила и умрела. Кога разбра момчето од богатиот и избегала царја ќерка од дома, јавнал конју и боднал да ја бара. Кога дошол кај гробиштата, ја нашол на гробу убодена. Проклет да е тој што влегува меѓу две заљубени срца. Така рекло момчето и зел ножот од раката на царја ќерка, да се убодило и тоа и се умрело. Помеѓу царја ќерка и сиромашкото момче го закопали и богатото момче и на 40 дни никнал еден трн од гробо на богатото момче, а на двата гроба трендафили што да мирисаат мискоина. И ден денеска ѓоамите стојале на гробоите трно и трендафилите.